Делегација од општина Чешиново Блешево денеска присуствуваа на работен состанок кај градоначалникот Димитровски, зашто се договараа за користење на водата за пиење од системот на комуналното јавно претпријатие Водовод, како дел од меѓуопштинската соработка на овие две општини. Жителите од 4 населени места ќе користат водата за пиење од системот на комуналното јавно претпријатие Водовод откако ќе се потпише договорот и ќе се добијат потребните финансиски средства за реконструкција на водоводната мрежа. Веќе граѓаните на општина Чешиново Блешево долги години, поточно населените места Блешево, Чифлик, Чешиново и Уларци, се со неисправна нетехнички проверена вода за пиење. Веќе на неколку наврати имаме проблем со самото население. Излегува доста болести со тоа што долги години наназад се пробувало да се вклучиме кон водоводот на општина Кочани. Со оваа иницијатива е и еден од условите што сакаме да го земеме кредит од Светска банка со тоа што треба да гарантираме дека општина Кочани ќе ни ги задоволува потребите за вода кон општината Чешиново Блешево. И со ова нешто ќе биде решен проблем што долго години наназад граѓаните на општината Чешиново Блешево го имаат како проблем. Од комуналното јавно претпријатие Водовод и општината се подготвени да ги снабдуваат 4 населени места со вода за пиење и во летниот период кога најмногу се троши вода. Продолжение на разговорите кои што се почнати уште од 2002 година, на неколку наврати имаше проби, меѓутоа еве денеска очекуваме дека после денешната средба работите ќе појдат на добро и дека може да се постигне таа меѓуопштинска соработка. Се разговараше за количините на вода кои што се потребни за нив, кои што општина Кочани преку комуналното претпријатие Водовод го гарантира дека ќе има во секое време бараната количина. Се разговараше за начинот на испорака и се разговараше за тоа како би се понатаму целата процедура терала до моментот на почнувањето за истекување, за користење на водата од Кочанскиот водовод. Сакам да потврдам дека ние како општина имаме мощна добра соработка и во другите области и овде ќе докажеме, ќе покажеме дека можеме да како заеднички членови на една поранешна општина, можеме и така и сега, иако сме различни општини, да повторно така добро се согласуваме и да имаме заеднички, да ги решаваме заедничките интереси овака на лесен начин. Количините на вода кои што им се потребни, првите пресметки се околу 10, највеќе до 10 литри во секунда. Ние како општина, односно комуналното претпријатие, располага со тие количини во најкритичните периоди, месеците јули, октомври и воопшто нема да биде пречка, како што Кочани немаше редукции во водоснабдувањето последните 5-6 години, така и за овие населени места кои што ги имаат најавено, нема да има воопшто никаков проблем со водоснабдувањето. За цената ќе биде договарање, меѓутоа принципот е тој да не може да биде цената пониска од онаа која што ја плаќаат граѓаните на општината Кочани. Овој предлог кој пред неколку години беше донесен во најбрз можен рок ќе профункционира и жителите после долги години ќе имаат чиста вода за пиење. Оваа точка ќе се најде на наредната седница на Советот на општина Кочани и по изгласувањето ќе се започне со подготовките околу реализирање на овој значаен меѓуопштински